Слушај ваму. Ова влада ни ја цепа за Америка и можеме само да претпоставуваме за што се работи и за што се повикани. Имено, една од поголемите афери зад кои со аплауз се појавуваше и американски дипломант е договорот за изградба на коридорот 8 и така натаму, за кои прифрлање лопати и така натаму, не видовме руски, не видовме кинески амбасадор, но видовме американски амбасадор и ни еден друг. Интересно беше, повеќето го свативме и некоја порака, демек, ова е компанија зад која, не знам, американците ни велат, да, добри се овие наши деца, нема везе тоа како граделе на Косово, во она, или во други држави, или во Бугарија, или што ти ја знам, терејте вака. Интересна работа. Добро. Ајде што ме така, но откако почнаа да излегуваат на виделина, благодарејќи на опозицијата, која малку почна да ни ги отвара очите, и затупевме толку многу се краде и толку долго се краде, да мислам дека во нашата свест стана едно вообичаеност. Знаеш, како помисла дека, добро, тоа е тоа, ајде, има плата, има пензија, ќути. Често пати сакам да го критикувам народот, но често пати се подсетувам на синдикалецот, светскиот синдикалец кој дојде овде пред 10 години, кој рече колку е некој посиромашен, поутепан, многу е потешко од него да чекаш некоја радикална реакција. За реакција да има, за да има некаква борба, за да има некакви и протести, потребна е средна класа. Што е средна класа? Човек што има солидни примања, човек што заработува сериозно, не е партиски определен. Тие се тие што ги гледате и што плачете по нив во Франција. Не можете да плачете кога 90% сте вработени преку партија, сте вработени преку врски и нормално, што очекувате сега земјоделец, кај ќе се организира, кај ќе ти дојде? Работниците од фабриката која ја контролира партијата на власт ќе ти се организираат. Значи, да не идеме тука, ние можеме да се надеваме на демократија само ако демократијата се изроди некаде во земји како Америка, како Франција, како Грција. Тоа се земји каде што има сериозни граѓански движења и борба против неправда и корумпирана власт. Да се вратиме на моментот што благодарејќи ние на опозицијата дознавме какви криминални ставки има таму. Мислам дека секе беше прикриено во името на општото добро. Радувајте, како не викаш, радувајте се, ќе има работа за сите. Јас се радувам да има работа по сите. 60 сати работна недела, сабота и недела работење по 12 сати. Никакви пенали, никакви синдикални организирани здруженија, никакви работнички права, па видете, тоа е добро. Но мислам дека, пази сега, и откако ни ги отвори очите, почнавме да сваќаме дека овдека нешто смрди, не да смрди, него корне, бе брат, ова корне утепува. Дури и оние најнеутрални кои не, например, имаат некаков антагонизам спрема опозицијата, почнаа сериозно да се сомневаат. И откако почнаа, па и новинарите, дури и нивните новинари, секогаш е добро кога и во власта има некакви демократски настроени, па макар и од оние, знаете, обично, знаете како викам, се побуниле од тој медиум затоа што не им стигнале средства. Нели, се бунат тие, кои ќе им стигна средства, ќе ги заќутат. Може би е така, а на крајот на краиштата па и не можат се да заќутат. Но како почнува да излегува
ставки, па закани, па и 300 чуда во врска со договорот за коридорот 8. Гледате, намерно не спомнувам имиња, но веќе доволно знаете за кого се работи и што се работи. И се, иако, да ви кажам, новинарите предупредува за оваа компанија која ни го гради коридорот 8, пред 3-4 години читав на наш портал, единствен наш портал кој има објавено какво криминално делание. Не знам, километар автопат наместо да кошта 7 милиона, 27 милиона, како што се кај нас. И човек ќе се праша, чекај, соседна држава која е 7 милиона, како е кај нас истото од 27 милиона? Па не, градиме у космос, левитирачки или подземја, се е тоа, да речам, копање, нели, тунели. И излезе едно чудно соопштение кое мене ме замисли, се обидувам да го парафразирам, од амбасадата, од каде што дојде амбасадорката која со прекрстени нозе, нели, беше и на отварањето на фабриката за електрични автомобили, од која апер нема. Па сега коридорот 8, апер нема. Па сега коридорот 10, апер нема. Па да не зборам за качаничкиот пат, за автопатот до косовска граница. Секој подкаст го зборам ова. Секој подкаст, а да не зборам па за експресниот пат од Крива Паланка до бугарска граница. Тоа го и заборај, ајде, молим те. Кичево Охрид? Не, извините, ја не се занимавам на вистина со археологија, така што мислам дека тоа веќе не е во транспорт и врски, мислам дека е тоа веќе во археологија. Нели, кога нешто толку долго копаш, тоа толку долго трае, тогаш веќе станува археолошко наоѓалиште, иако не наоѓаат ништо, иако ништо не се копа, иако шајка не се кове. Излезе соопштението од амбасадата кај што вика: ние се оградуваме од договорот за изградбата за компанијата, што е спомната, Шенка и Брехтел, и Борис Бланк и Шекспир, и Майкл Шенкер, гитаристот на UFO, кој не ги слушал UFO, ништо не знае. Зошто се оградуваат? Што е сега? Аплаудирање, појавување таму, сите паѓаат, не се појавил амбасадорот на најголемиот наш стратешки партнер. Зошто сега оградување? Затоа што таму ќе има оправдување. Се чисто наивно си размислувам ја онака, човечки. Јас сум човек со најмалку информации, но од тие најмалку информации секогаш сум излекувал најточни податоци. Да, сум ја утнувал се, ама ја никому не сум направил голема белја, напротив, од мене ништо никогаш не зависел. Но, знаеш како се размислувам таму сега, ова може да биде густо, добро. Како ќе оправдаме дека сме се појавиле таму? Па сме се појавиле затоа што они нешто граделе, ни дале чест и ние поздравуваме кога се гради. Не се мешаме во договорите, не се мешаме во ништо, да. Сега, откако излегоа сите овие ставки, срамни, вулгарни, дека ние на незапочнато мораме да им плаќаме и пенали, мораме да им дадеме и пари, мораме... Едноставно, не знам како, кориѓани кој не бе, пратите парите и ич не доаѓајте скопјанишќа. Така, некако. Му испадна работа. И ние, мислам дека денеска, кои сме, 2, 3, 4 мај, ние веќе денеска им уплатуваме. Ништо нема започнато, нема шанка, тоа, видите, тоа се предлози за изгреме, за планирање, кого лажете, кого правите будала, кого правите ненормален. Но, значи, ако размислуваа така, да, ние се сликавме, дадовме поддршка, но откако разбравме дека има многу негативности во тој договор во кој ние Бог да чува и да брани, пупус краја да е стварно никој од нас ништо не учествувал, ние се оградуваме од тоа. И сега, бидејќи
знаете како, некој вика, нели, кога има негде у некоја земја криминално делание, не знам, цела Америка учествува и го одобрува. Тоа не е така. Ја како ги доживувам американците, они се у моментов поголеми од што еден Рим. И нивната администрација е толку голема и толку многу треба црвени светла да се упалат и врати да се отворат за да има некоја реакција. По мене, моја предпоставка е дека се викнат и таму на рибање и дриблање. Мислам дека дури кампанијата од гаќе ќе биде истресена и сега ќе видиме, знаеш, многу брзо ќе видиме, до следниот подкаст ќе видиме дали ова за да се затне јавноста со овој договор или ревидирање на договорот, сериозно ревидирање на договорот. Зошто па си викаш би го ревидирали и би се мешале, затоа што ако се врзу овој договор и оваа работа и вакво делание на власта со нели со американскиот амбасадор и со американската политика на Балканот во Македонија, утре кога ќе се седне на некоја преговарачка маса и кога ќе почнат овие со прст да им викаат вие не смеете вака да правите во оваа земја. Чекај, извини, а вие што Македонија што направивте? Пазете, ова не е шега, ниту наивно. Гледайте што им се случи заради нивната наивна, вулгарна политика Клинтоново-Обамовска со Косово. Така, не направија референдум, не идеа преку демократски процеси, не идеа преку уставни и законски прописи, насила направија една чир држава, не викам дали треба или не треба, едноставно зборам за начин. И Русот вика, така, нема проблем, Крим, Украина. Па утре ќе се свестат и овие од Баскија, па ќе се свестат кинезиве со Тајван. Чекај малце сега, што правиме? Значи, секоја последица е многу голема за една држава ако се вмешува и поддржува некакви проекти во една земја кои испаѓаат дека се надвор од законите, затоа што можеби не овде во Македонија, па не дури и оваа администрација да има сила да се ги критикува сопствените некои локални финансиски интереси, не дека ги нема, да имавме нафта, ќе гледавме сосема друга приказна, не се. Но во секој случај мислам дека ќе има многу интересна игранка во целово ова. И finger crossed се надевам дека опозицијата ќе истрае, затоа што како што гледам, никој не ја рчка опозицијата зошто збори, затоа што го збори ова што го збори, за овој договор, за овој криминал, нели, е легитимно, законски, со меѓународни закони. Ова е и овде ке имаме и за човекови права се работи. Дали разбирате дека оваква вулгарност, овакво нема да кажам робовласнички договор, туку феудален договор, нема да ти помине у ниедна, и не знам каква земја. А камоли среда Европа, која у овој момент ја нема нигде. Европа е безимена, Европа е безполова, Европа е безлична, Европа е, значи, една пифтијаста, неупотреблива маса, која не знае каде се води. И тука сега американците некако ја играат играта, што е многу лошо за нив, затоа што да ова го истуркаше Европа, ке имавме кого да шамареме по име и презима, ама никој не се истрча, па и од таму. Колку и да се они либерално левичарски настроени, они и сакаат да го преживеат се во ова. Знаете како? Сепак е тука. Не знам како ќе биде, ниту дека мојве анализи се нешто точни, но велам дека многу смрди само да продолжи да притиска и да буши опозицијата за се во ова, бидејќи овде може да биде навистина местото на кој ќе се прекршат сите криминали, се да дојде на ревизија. Сега се прашувате, зашто, ако сте неутрални, да речеме, не навивате ни за опозиција, ни за власт, но се викат, добро, толку ли биле глупи? Не се глупи. Дали паметите какви мега проекти ги спречија во Македонија? Например, Кичево Охрид. Зошто го спречи? Затоа што им се може. Затоа што, не дај Боже, ако се заврши,
пола народ се уште ќе памети уште долго време дека е тоа проект направен во времето на ВМРО ДПМН, дека е тогаш испроектиран, започнат и така натаму и така натаму. И дека кинезите воопшто не влегле со таков вулгарен некаков договор кај што би ја одрале државата ако не им се дозволи и се одложи и така натаму. Оваа компанија и оваа власт прават такво нешто затоа што претпоставувам дека си знаат по себе како ги спречија сите. Дали е тоа брана, дали е тоа автопатишта. Значи, капитални проекти се запрени во Македонија, наводно се отвараат нови, пари огромни се фрлаат, шајка не е закована. Кого правите будала? Тоа е денешниот наслов. Кого правите будала? Слушај, вамо.